обвинетите ги осудува. Кире Ѓорѓиевски на казна затвор во трајање од 13 години, во која се засмитува и времето поминато во притвор. Андреј Ницов на казна затвор во трајање од 10 години и 6 месеци. Никола Војминовски на казна затвор во трајање од 13 години и 6 месеци. Коста Делов на казна затвор во трајање од 10 години и 6 месеци. Александар Јаневски на казна затвор во трајање од 13 години. Оливер Шафтовски на казна затвор во трајање од 10 години и 6 месеци и Николче Тодоровски на казна затвор во трајање. Николче Димитриевски се извинува на казна затвор во трајање од 10 години и 6 месеци. На сите обвинети во изречената казна затвор, че им се засмета времето поминато во притвор, оштетениот за кривичното, за предјавеното оштетно побарување се упатува на граѓански спор. Од изведените докази се утврди дека обвинетите на 27.4. во критичното време биле во собранието на Република Македонија, биле во прес-салата каде се наоѓала затекнатата група на пратеници, меѓу кои пратеник од Зијадин Села сега оштетен. Се утврди тоа дека сите обвинети превземаат инкриминирани действија према оштетениот, физички го напаѓаат, го бираат по целото тело и по главата, го доведуваат во состојба на безсознание, го доведуваат во состојба да не дава знаци на живот, па со превземањето на сите действија насочени кон Зијадин Села, исполнети се елементите на битието на кривичното дело убиство. При одлучување на веселидот и при одмерување на висината на казната, судот имаше предвид како отежителните, така и улеснителните околности. Во конкретниот случај особена тежина на делото му дава фактот дека действијата обвинетите ги превземаат во законодавниот дом, во собранието на Република Македонија. Действијата се превземени директно према пратеник, носител на законодавна власт, тој е сега оштетени од Зијадин Села, и тоа во време кога тој ја врши функцијата за која е избран и се наоѓа на своето работно место. Со самото влегување во собранието на Република Македонија, обвинетите веќе манифестираат недозволено однесување, влегуваат со група граѓани кои неконтролирани од никого се движат низ собранието, покажува дека свесно отишле таму, прифатиле да бидат дел од сите случувања. При одлучувањето судот имаше предвид дека обвинетите Александар Јаневски и Никола Војминовски го извлекле оштетениот од групата на пратеници и го предале на напаѓачите, со што на напаѓачите, меѓу кои биле и останатите обвинети и други енен лица, им овозможиле да го бираат оштетениот Зијадин Села. Вака преценените действија од страна на овие двајца обвинети го подигаат степенот на неправото на истите во однос на другите обвинети. Имено, действијата превземени од страна на обвинетите Александар Јаневски и Никола Војминовски представуваат услов без кој не се може, односно доколку Зијадин Села не бил извлечен од групата на пратеници, истиот не би бил изложен на сите нападни удари што ги добил во прес-центарот. За обвинетиот Кире Ѓорѓиевски судот го имаше предвид неговото агресивно однесување и ударот кој го задава на оштетениот Зијадин Села во пределот на главата, и тоа во време кога оштетениот повеќе не дава никакви знаци на живот. За другите обвинети земени се во предвид сите околности, како дел од настаните и присутните во собранието, тоа е причината за развитата во казна.